Да живее комунистичката партија и партизаните. Јас не сум предавник на својот народ и на моите другари. Тие сами ќе се откријат кога ќе ве уништат. Ова се последните зборови на народниот херој на Југославија Лепа Радиќ, кажани на 11 февруари 1943 година, моменти пред да биде екзекутирана со јавно бесење. Во летото 1941 година четворица членови од нејзиното семејство заминале во партизани. Лепа Радиќ за борците на првиот козарачки партизански одред го извезила црвеното знаме со петтокрака. Во вториот крајински партизански одред прво била болничарка и се грижела за ранетите другари, а потоа станала борец во Грбовачката партизанска чета. Кога започнала четвртата непријателска офанзива на крајот на јануари 1943 година, таа учествувала во евакуацијата на населението и ранетите и прифаќањето на бегалците од Банија и Кордон. Заедно со големиот екзодус на луѓе на почетокот на февруари 1943 година, таа била заробена кај Грмеч и одведена во Босанска Крупа. Нацистите и нивните домашни соработници 3 дена зверски ја мачеле, но не успеале да извлечат од неа никакви информации за тоа кои се партизаните кои биле измешани меѓу заробеното население. Пред бесилката за последен пат и било понудено да каже барем еден свој соборец, но таа, иако истоштена, собрала храброст да ја каже сега познатата парола и предвидување дека злосторниците ќе одговарат пред оние што сега ги гонат. Била прогласена за народен херој на Југославија во 1951 година како една од најмладите постхумно одликувани борци на народно-ослободителната борба. Нејзините заслуги се и во делот на создавањето на првите организации на обединетата антифашистичка младина и антифашистичкиот фронт на жените.